Животот и ги затворил сите врати. Преживеела мозочен удар, има 14 активни лекарски диагнози и живее под кирија. Ова е Драгица Крстовска, 63 годишна пензионерка од Виница, која за својот живот вели дека не може да каже ништо добро, освен овој збор. Матка и това неиздржлива мака. Мола секој ден за мрешка за да се спаса. Ама ето, Господ е на моја страна, прожил ми век. Што се работевте во својот живот? Во својот живот ја имам средно образование, завршено 2 години гимназија, 2 години графички техничар, а на струката немам работено воопшто ни еден ден. Имам работено прв пат вработување во АД Трико конфекција како шивачка. Долги години работено, после имам прекин, пошто се премажих за втор брак во Струмичко и тамо немах вработување, погодих на јака мина и на одих аргатка по Струмичко поле и го запознах Струмичкиот аргатичи живот кофе, а после 2009-та се врнах, па престојувах неколку време и мака имах со вработувањето, никој не сакаше да ме приима и да ме вработи. Бех здрава и исправна лична кокона. И преко Македонски шуми по жалба, кога излегна, после 1 година по другите добих, последен пат ми е вработување у државен катастар како хигиеничарка оделение Виница. Драгица изјави дека лошо и тргнала уште на почетокот, кога го сретнала својот прв сопруг. Ја малтретирал и психички и физички. И по 5 пеколни години се развела. Бех принудена, кучанската милиција ми викааше, ние те советуваме тетко да си излегнеш, беше јака алкохоличар, беше жив, јас ништо сам зимала издршка ни ѓавол ни бес. Се сам се простила и излегнах само со дете на раце, баш у превратот кога беше транзицијата, та не оставих му и руба и порубнина и багаж и садове се, беше жив, ништо не му сам тражила, пред година и пол или 2 почина, негова работа ниту знам, ниту сакам да. По ова, таа решила животот да го продолжи со својот син и надевајќи се на нова среќа. И се надевам и дали у него, јас сум благодарна што го имам и него. Его не, по втор пат се премажих 2000-та година во Струмичко, тамо нагазих ошпона јака мина и на 9 години седох тамо дупло куку од првиот брак, трудих се да изнеса жива глава, изнесох и 2009 се врнаме тука, кане, па под кирија си живеах, сега ми е това трето место од 2009. Но, синот почнал да расте, а таа сакала тој да се школува. Со бракот во Струмица тоа не можело да се случи. Искрена да бидам до крај. Ние по корен по наследство имаме дарба за образование, јас не саках да оди на висше образование на факултет, пошто немаше средства. Не дека не ми беше ќеф, немаше средства, не бев вработена. Зимах 3000 социјална помош, под кирија живеех. Това ми е трето место дека живеа. Со очи гледате какви се условите и сегде се таквија. Туѓо е секако такво. А мон рече ја ќе цапа дрва на цел град. Цапеше дрва, на што е место провинциско и тука го сите познава, и нешто стипендии, трудих се натаму, но намо нешто крадоа, нешто дадоа и школува се заврши, фала му на Бога. Дипломирам машински инженерија и сега е у процес на докторирање. И синот завршил машински факултет, магистрирал, а сега и ќе докторира и живее во Кочани. Но Драгица и понатаму е во туги 4 зида и во нечовечки услови и со 12.000 денари пензија. 12.350 динара. Толку. Да, доволно ли е тоа? Гле, не е доволно, ама како што сам мачена и ништо побел ден не сам видувала, ала за лепче е доволно. Едино моля за крововче на глава, пошто ми изиграа со таа социјалната зграда. А да не, за лепче е доволно. Тенко ми е. Не да викам дека не ми е тенко. И за лекарства, ама од тамо, од овамо, од онамо, некој рода, некој благослов не ќе потфрлат, за кров на глава е тешко. Тие се вончовечки услови тука. Нима купатило. Вецето, ако сакате по дворот да снимате, това е разрушено и паднено се. И аз тука не смеја да се зазима. Едино, ако Господ ми даде мрешка да се спаса, а совеста ми добро работи, јас не мога да си пресуда такви црни хроники да читаа или да се расправјам. Тука е газда, ја не мога. 50 евра плаштам и кирија, погледнете само. Сега, секој ден Крстовска е во исчекување да и се случи нешто добро. Иако за својот живот на Господа е благодарна и има надеж. Имам надеж, пошто ја аплицирах. Кога се огласо отвори у ноември месец за социјалната зграда, јас се бех пензионирала за месец и пол. Јас сам родена на 4 септември. До 4 септември права 63 години. И сега требаше да ги чекам, никога ќе се назландисва да се не пензионирам. Кој мене ќе ми гарантира што сум социјален корисник дека ќе добија стар? Никој. И после, след некога се отвори огласо, рекоа по таа категорија не те фаќа пензионер си. Чудната голема пензија.
пензија не те фаќа, аме видите саме и ќе објавите какво сум и оштетена, не те фаќа. Ајде преку попреченост, ајде опнах, а 2018 и 2019 подносих за инвалидска комисија, за инвалидска пензија. И првостепена и второстепена ме отфрлија. Не ми дадоа инвалидска пензија. Сепак чекате свој кров, макар 10 квадрата и да. Ја од толку повише не мога ни да одржувам. Ја не сам млада невеста домаќинка да реда. Мене ми толку треба за да си истерам век со сев памет и со такова да не направам штурути и не очекувам свој кров. Дали ќе се случи чудо и новија години крстовска сонце да ја огрее неизвестно, но надежта кај неа воопшто не умера. Таа ќе чека.